Добре, дојдовте во нашата нова темелна анализа. Денес одиме малку назад низ времето, во срцето на еден неверојатно жив градски простор. Старата битолска чаршија. Пробувам да си ја доловам сликата, таа врева мирисите, енергијата на трговците, на занечиите. Мора да било нешто посебно. Навистина, да. Таа чаршија била, како да кажам, многу повеќе од само дуќањи наредени еден до друг. Да. Била вистински економски, ама и социјален мотор, особено во периодот на својот најголем подем. Пулсот на градот се чувствувал токму таму, во чаршијата. И токму за тоа ќе зборуваме денес. Како основа го имаме овој историски преглед, еден документ што доста детално ја опишува приказната, структурата, промените низ вековите. Добар извор, да. Целта ни е да ги извлечеме некако клучните сознанија. Што ја направило толку важна во зенитот на Отоманската империја и кои фактори, пак, ја довеле до ова што е денес. Па ајде да ги истражиме тие слоеви на историјата, да видиме што било толку посебно, нели? И кои сили ја обликувале нејзината судбина. Може би да почнеме токму од тој златен период, средината на 19 век. Одлично. Значи, средина на 19 век. Што се случува тогаш во Битола? Документот спомнува дека еден од клучните двигатели биле тие отомански реформи, танзиматот. Така? Точно, танзиматот. Реформи за модернизација, централизација. И во тој контекст Битола станува многу важен административен и воен центар. Аха. Клучен центар за регионот. И тука ја гледаме првата важна врска, значи. Таа административна улога, таа предизвикала градежен бум. Токму така. Потребата од нови згради, административни, касарни, конаци, сето тоа повлекува развој на инфраструктура. И тоа создало, плодна почва за занаетите и трговијата. Апсолутно. Да процветаат. Чаршијата доживува вистинска експанзија во тој период. И фасцинантно е, не е само квантитет, туку и каква организација, каква специализација. Вели, биле активни околу 70 различни занаети. 70? Да, 70. Замислете го тоа ниво на разновидност. И вештина се разбира. Сето тоа на едно место. А она што е посебно интересно, барем мене ми пеше, е како биле просторно организирани. Не било сето тоа измешано, туку... Не. Биле групирани во 30 помали специализирани чаршии или делови од чаршијата. Секој занаец имал свое катче, своја улица, свој дел. Значи, јасно дефинирани зони. Например, пекмес пазар за маџун. Да, пажитен пазар, ат пазар за коњи, овчи пазар, дрвен пазар, се знаело каде што се наоѓа. И не само пазарите, дури и помали улички добивале имиња по занаетчиите. Кај гајдаџиите, па кај кожуварите. Кај казанџиите, кај куменџиите, гранчарите, нели? Да, документот ги реди. Кај мутавџиите тие што правеле работи од кози влакна, па телалски дучани за половна стока. Зарзаваџиите за зеленчук овошје, касапите горни, долни, таму кај мостот, кај мушон. Сарафите менувачите на пари позади еврејската чаршија. Опанчарите, јорганџиите, рогузинарите тие плетеле рогузини од шавар. Имало и стомнари, леари што лееле метали, јажари, паклинчари, ковачи и налбанти за потковиците на комњите, дури и место кај ралата. Неверојатно. Ова зборува за една, многу висока поделба на трудот и организација на просторот. Типично за развиени урбани центри од тоа време. Апсолутно. Има еден интересен јазичен момент, додека по старите имиња на пазарите биле често турски, нели? Да, Фасул пазар, Кешен, Аср. Епа, во 19 век, изворот вели, гледаме се повеќе македонски називи. Иако некои, како Пекмес пазар или Ат пазар, останале. Што ни кажува ова? Ова е многу индикативно, според мене. Најверојатно укажува на зголеменото учество, можеби и економско влијание на локалното македонско население во животот на чаршијата. Значи јазикот ја следи демографијата и економијата. Така е. Како растела нивната улога,
така и нивниот јазик станувал поприсутен во секојдневието, во именувањето на просторот. Логично е. А самите пазари? Бројни биле. Повеќе од 10 вели документот. Ги спомнавме житниот, ад, овчиот. Имало и мас пазар, рибен, одун пазар за дрва, ленски, пипер пазар, солски, емиш, тоа е за овошје. Па дури и посебна женска чаршија. Како изгледале тие простори? Дали имаме некаков опис? Па, описите од тоа време ги представуваат како доста пространи, убави, добро уредени. Некои како безистенот биле покриени и осветлени. Тоа било прилично напредно за тоа време. Да. Други биле делно заштитени, со надстрешници или рогозини, за сенка, за заштита од дожд, снег. Имало и специфични места, како пазарот за живина, тој бил малку понастрана. А колкава била чаршијата во бројки, изворот дава некои, па фасцинантни податоци. Во 1827 со тие 70 занаети се спомнуваат 4000 дуќани. 1400. Ама само 10 години потоцна. Значи 1838 бројот скокнал на над 2000. 2100 до 2150 дуќани, плюс тие во безистенот. Огромен раст за многу краток период. Тоа јасно сведочи за економската динамика. Да. И не биле тоа само празни дуќани. Нагласено е дека биле добро снабдени, не само со локални производи, туку и со стока од увоз. Особено се спомнува англиска роба, текстил, метални производи. Што покажува дека Битола била важен трговски јазол, поврзана и со пошироките европски пазари. Токму така. Не била изолиран остров. Секако, една ваква комплексна структура не можела да функционира сама за себе. Била потребна цела придружна инфраструктура, нели? Да, секако. Се спомнуваат анови, многу анови, девеанијан, пиперан, дури ингилис ан, англискијан, кичевскијан. Места каде трговците можеле да престојуваат, да ја складираат стоката, да прават сделки. Логистички центри, практично. Да. Имало и акчилници, тоа биле можеби работилници или јавни кујни, па потоа неопходните верски објекти, џамиите, секако, амамите, јавните бањи, многу важни за хигиената, ама и за социјалниот живот. И кафеани, предпоставувам. Многу кафеани. Како места за одмор, за муабет, за размена на информации, и јавни чешми, фонтани, навистина, цел еден жив урбан екосистем. Значи, имаме слика на чаршијата во апсолутен зенит, функционална, организирана, просперитетна. Но историјата ретко оди само нагоре. Така е. Ретко е праволиниска. Чаршијата, како и многу други стари градски јадра, се соочувала и со сериозни предизвици. Еден од најразорнитите за жал биле пожарите. Да, пожарите. Постојана закана во тоа време со толку дрвена граѓа. Изворот документира неколку особено катастрофални. Во 1834 огнот уништил, пази, 2000 објекти. 2000? Неверојатно. Потоа, во периодот 1860-63, уште еден голем пожар. Зафатил значаен дел од Јенијамам до Овчи пазар. И во 1897 изгорел целиот житен пазар и околу 200 магазини таму. Уф! Тоа звучи како удар од кој, тешко се закрепнува. Но она што изненадува е... А токму способноста за обнова. И покрај овие огромни катастрофи, податоците велат дека чаршијата релативно брзо се обновувала. Навистина? Да. Ова не изборува за виталноста на заедницата, за капиталот што сепак постоел, ама и за длабоко вкоренетата потреба од тој економски простор. Луѓето едноставно морале повторно да изградат. Немало друг избор. И не само што обновувале, туку и учеле од искуството. Вели, по пожарите се менувал и начинот на градење. Почно. Почнале да се градат подсврсти дуќани, така наречени магази. Магази? Од што биле тие? Па биле градени од тула поврзана со вар. Значи, многу поотпорни на оган во споредба со претходните, кои биле веројатно главно дрвени
или со бондрук конструкција. Тоа е пример за адаптација всушност. Принудна адаптација. Да, адаптација преку технологија, поттикната од несреќа. А се менувал и изгледот на предниот дел на дуќаните. Првично биле отворени или со дрвени кепенци, затоа што стаклото било скапо. Точно. Или целосно отворени, или со тие дрвени капаци што се спуштале. Но кон крајот на 19 век, како што се развивала индустријата и паѓале цените, прво се појавиле метални кепенци, а потоа и ролетни. Магази со железни кепенци. Да, тие стануваат препознатлив белег на одредени улици во чаршијата. Значи, гледаме еден вид принудна модернизација, каде катастрофите, парадоксално, воделе кон побезбедни и посовремени решенија. Значи, видовме неверојатна внатрешна сила, способност за обнова. Но, како што често се случува, надворешните фактори почнале да играат се поголема улога. И полека да ја подкопуваат таа виталност, кон крајот на 19-то, почетокот на 20 век. Така е. И покрај ова импресивна отпорност се појавуваат нови системски предизвици, кои постепено го означуваат почетокот на крајот на таа златна ера. Ајде да ги разгледаме тие фактори. Што го предизвикало тој постепен, но сигурен пат? Може да се идентификуваат неколку клучни причини. Меѓусебно поврзани се разбира. Прво, општото слабење на Отоманската империја. Битола полека го губела своето стратешко значење како клучен центар. И воено и административно. Да, а тоа неминовно се одразило и на економската активност. Помалку војска, помалку администрација. Тоа значи и помала побарувачка за стоки и услуги. Логично. Вториот фактор е класичен за тој период. Конкуренцијата од индустриското производство. Токму така. Ефтините, масовно произведени стоки од Европа, почнале да навлегуваат на пазарот и едноставно да ги стиснуваат рачно изработените производи на локалните занаетчии. Ефектот на индустриската револуција стигнал и до Битола. Да. Колку и да бил квалитетен некој рачно изработен предмет, тешко можел да се надпреварува со цената и достапноста на фабричкиот производ. Многу традиционални занаети, што обстојувале со векови, едноставно станале, економски неодржливи. И третиот, можеби најдиректниот, најболниот удар за Битола, дошол по Балканските војни, 1912-1913. Како промената на границите влијаела врз чаршијата? Ова е клучен момент. Битола, која со векови била природен центар на еден поширок регион, одеднаш се нашла на самата граница. На границата со Грција. На границата на новоформираното кралство Србија, потосна Југославија. Градот бил буквално пресечен од своите традиционални трговски патишта и пазари, кон југ Солун, Егејска Македонија и кон запад Албанија. Значи, врските биле прекинати. Драстично отежнати, ако не и целосно прекинати за многу видови трговија. Пристапот до виталното пристаниште во Солун станал проблем. Од регионален центар, Битола станала периферен, пограничен град. Какви биле конкретните последици од оваа комбинација на фактори? Политички, економски? Последиците биле тешки и повеќе слојни. Прво, почнал процес на емиграција. Многу луѓе почнале да го напуштаат градот. Занаечиите, трговците. Да, занаечии што останале без работа, трговци чии бизниси пропаднале поради прекинатите врски, ама и побогати семејства кои ја изгубиле својата економска моќ. Битола почнала да го губи своето највредно богатство – луѓето. А потоа дошла и Првата светска војна, што дополнително ја влошила ситуацијата, предпоставувам. Првата светска војна била апсолутна катастрофа за Битола. Градот се нашол на самата линија на Македонскиот фронт. На фронтот? Да. И во периодот 1917-18 бил изложен на речиси секојдневни артилериски бомбардирања. Документот вели дека градот бил во огромна мера разурнат. Значи, веќе не зборуваме само за економски пат, туку за физичко уништување. Токму така. Физичко уништување на градското ткиво, вклучително и на голем дел од чаршијата. И ова веќе не било нешто од што можело лесно да се обнови како пожарите предходно. Точно. Ова бил удар од кој според изворот битолската чаршија никогаш не успеала целосно да се опорави, да ја врати својата предходна економска моќ и значење.
Пазарите исчезнале, дуќаните били уништени, населението раселено, осиромашено. Страшно. Комбинацијата од губење на геополитичкото значење, економската конкуренција, пресекувањето на трговските патишта и на крај физичкото уништување во војната. Сето тоа ја запечатило судбината на чаршијата како доминантен економски центар. И со тоа полека стигнуваме до поновата историја, до денес. Како изворот ја опишува состојбата на старата битолска чаршија денес? Па денес таа е заштитена. Културно-историски споменик е. И со право, Битола се гордее со неа, како сведок на едно богато, ама и бурно минато. Да. Меѓутоа, реалноста е дека времето и сите тие историски околности го направиле своето. Во која смисла? Во смисла дека незината примарна функција е променета. Денес таа е пред се културно наследство, туристичка атракција можеби, простор со одредена комерцијална активност секако, ама далеко од оној жив економски организам што бил некогаш. Значи, ги нема тие стари занаети во толкав број? Многу ретко. Ретко може да се сретнат представници на старите традиционални занаети. Модерните потреби, модерната економија го обликувале незиниот современ лик, кој е всушност резултат на сите овие процеси низ кои поминала. Да направиме едно кратко резиме. Почнавме од таа слика на неверојатно динамична, високо организирана чаршија во 19 век. Центар на занаетчество, трговија со десетици специализирани занаети, пазари. Потоа ја видовме незината извонредна отпорност, способноста да се издигне буквално од пепелта, по големите пожари, па дури и да се модернизира во тој процес. Да, и потоа ги анализиравме причините за падот. Слабењето на Отоманската империја, ударот од индустриската конкуренција, драстичните последици од промената на границите по Балканските војни, кои ја претвориле Битола во периферија. И конечно, разорното влијание на Првата светска војна, физичкото уништување. И сето тоа не донесе до денешната слика. Чаршија, која е бесценет споменик на културата, на историјата, но чија оригинална економска функција и обем се, во голема мера изгубени. Со само бледи траги од некогашната разновидност. Точно. И мислам дека оваа приказна за битолската чаршија носи една важна лекција, нели? Да. Ни покажува како тие големи историски бранови, политика, војни, технологија, економија, како директно влијаат врз судбината на конкретни места и луѓе. Тоа е приказна за динамиката на урбаниот живот, за подемите и падовите, и за тоа како културното наследство останува да сведочи дури и кога првобитната намена ќе исчезне. Апсолутно. Подсетување дека градовите и нивните срца не се статични музеиски експонати, туку живи организми кои постојано се менуваат. И сега, за крај, една мисла ми се наметнува по сево ова. Повели. Ако чаршијата покажала таква неверојатна способност за самообнова во минатото, кога луѓето со сопствени сили успевале повторно да ја изградат по катастрофи, се прашувам, каква би можела да биде нејзината иднина денес? Добро прашање. Дали постои потенцијал за некој нов вид на заживување, кој би ја почитувала нејзината историја секако, но би одговорило и на современите потреби? Може би преку одржлив културен туризам, активно негување на тие ретки, преостанати занаети или создавање на нови, креативни содржини во аутентичниот амбиент. Тоа е вистинското прашање за размислување на крајот. Може ли таа историска отпорност, таа жилавост, да се преточи во некоја нова форма на виталност во 21 век? Виталност, која ќе ја сочува душата на чаршијата, а сепак ќе ја направи релевантна и за новите генерации. Да. Тоа останува отворено прашање. Ама и предизвик. Предизвик за сите кои се грижат за ова бесценето наследство.